Јас очекувам буквално од утре да видам во мојот кабинет бугарски компании заинтересирани за инвестирање во Македонија, а веројатно и македонски заинтересирани во Бугарија да дојдат во кабинетот или на Борисов или во кабинетите на министрите. Духот на пријателството веќе го следат младите преку музичките групи. Концертите кои што ќе ги прават, знам дека ќе бидат уште една дополнителна потврда на политичкиот амбиент кој што го создаваме. Но очекувам проекти подготвени по ИПА фондови во Македонија со помош и поддршка на експерти од Бугарија кои што веќе имат успешност во таа работа. Очекувам размена на искуството на организација на понуда во функција на туризам, заради тоа што Бугарија искористи многу европски пари во делот на развојот на туризмот, барем тоа што го гледаме во западна Бугарија, Банско, Разлог и целиот овој регион, но знам дека и во делот на приморскиот дел на Бугарија има сериозни исто така проекти. Очекувам искуство кое што ќе биде пренесено во делот на енергетските проекти, заради тоа што Бугарија има исто така многу успешни проекти и модели на зимање на пари од европските фондови или лесни кредити од европски банки заради инвестирање во енергетиката. Очекувам трговијата која што имаме во делот на земјоделието и производството на храна да го зголеми својот обем. Трговијата во гасот, природниот газ, кој што Македонија во мал процент досега само користи од Бугарија да порасне во иднина. Очекувам трговијата во металните производи и металните индустрии на двете земји да се зголеми. И очекувам се вкупниот обем на трговија кој што досега е $600 милиони помеѓу нашите две земји, и тоа некаде 350 Бугарија има извоз и 250 има увоз од Македонија. За наредните 2-3 години да порасне барем на $1 милиарда. Но очекувам и нашите студенти да бидат поспокојни овде во Софија или бугарските студенти да бидат поспокојни во Скопје или во Битола или во Штип, каде што студираат, со полесно решавање на прашањата кои што се нивно секојдневие како проблеми со кои што се соочуваат. Очекувам буквално во сите области да духот на позитивниот амбиент биде следен од граѓаните без разлика во која област е нивниот интерес. Во Македонија е дел од прашањето за несоодветна употреба на зборови во учебниците и во одредени други материјали, кои што се официјално државни материјали. Постои консензус во Македонија по ова прашање и сите нови изданија ќе ги имат од странето овие грешки кои што ставаат трага, во најблага форма кажано, на непријатност, која што не е во функција на она за што се залагаме сите. Како што знаете, веќе се направени одредени чекори за таа соработка да расте, и тоа во минатото, не само од нашата нова влада. Има многу датуми кога се чествуваат настани пред гробишта на покојни војници, се обновуваат одредени одбележја кои што се значајни и за нашата, но и за бугарската историја. Спомен плочата во Струмица го има отклонето зборчето фашистички, и единствено кое што останува обврска да правиме чекори кои што ќе не сплотуват, како што е обновата на спомен плочата на загинатиот војник во Дојран, на спомен плочата на Кајмакчалан,
Но пред се, како што ќе потврдиме подршка на 6 музички групи, 3 од Македонија и 3 од Бугарија, кои што почнувајќи од 29 јуни ќе одржат 8 концерти во Македонија и во Бугарија во текот на целиот овој летен период, но и сите други активности кои што ќе следат и ќе бидат само потврда за добрата иднина и добрата соработка помеѓу двете земји. Како социјалдемократи ние веруваме во еднаквоста на граѓаните пред уставот и пред законот, но и сакаме тоа во пракса да видиме дека е така. Покрај македонската заедница во Бугарија постојат многу помали или помалку бројни етнички заедници. Втора по големина е албанската, но после неа се сите други, турската, српската и сите други. Ние имаме веќе оформено заедница и на бугари во Македонија. Во делот на разговорите за кандидатските листи за парламентарните избори имавме разговори со сите заедници, па и со бугарската заедница. И големи беа шансите да има на листата представник од друштвото за соработка меѓу Бугарија и Македонија. Но на месец дена пред оформување на листите се случија поприлично незгодни поделби во самото друштво на неколку групации, која што ги наслабна нивните позиции во поглед на преговорите со нас. Поделбите се случија исклучиво од, верувам, лични причини на поединци во самите друштва, но тоа не ја скрати соработката која што имаме со сите представници на друштвото. Сега некои се излезени од самото друштво или не се во управувачките органи самото друштво. Остануваме со позитивна намера за соработка со сите друштва и со сите граѓани подеднакво во Република Македонија, без разлика на својата национална определба.